Во ваква ситуација кога имаме недоволен број, па на тие кои што се во болниците со статус договор на дело и со непризнаено образование, едноставно ви им давате ветер во грб да си заминат. Значи тие не заминуваат само заради тоа што имаат недостаток во личните доходи. Имавме неколку покачувања на платите, имаат додатоци кои што ајде да кажеме се подместени од точката од која што се. Меѓутоа здравата работна околина не ја чинат само финансиите. Тука е признавањето на професијата, препознавањето, безбедноста во работата, кариерниот развој, многу важен за медицинските сестри. Не може една медицинска сестра да се вработи како медицинска сестра и да замине во пензија како оделенска. Имаме мултидисциплинарен пристап, имаме се повеќе коморбидитети, за жал ни старее населението. Европа без граници не оцели во сите сегменти, па и во нашата професија. Начинот за да се задржи персоналот овде е да се направи една здрава работна околина. Здравата работна околина има многу нешта кои што во моментот треба да се постават на место за медицинските сестри. Знаете како, ние зар би требало да искочиме на улица и да ги побараме правата како медицински сестри? Што би било тогаш со пациентите? Како ќе ги оставиме пациентите во болниците? Нашата професија не дозволува на таков начин да ги бараме правата и да покажеме колку тоа многу ни е тешко во болниците и колку со гореа медицинските сестри.